Хеј, Пандамониум радио шоу број 37 или прва епизода од втората сезона на Пандамониум радио шоу, нов формат, ново издание. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче Екејт Активити. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипа. Ова не е Пандамониум радио шоу, ова е ние во нов формат, како што напоменавме. Ова е 31-та епизода, ова е континуација на претходната сезона, но за нас е нова сезона, бидејќи правевме долго време пауза, го осмислувавме како да настапиме, што да правиме и со оглед на тоа како ние се поставивме и нашите нови ангажмани, решивме да идеме со тоа. Затоа и сагаме да напоменеме што е следно за Пандамониум радио, што ќе се случува и што и вие да очекувате и како да не најдете. Знаете дека не сме баш многу активни на социјални мрежи. Земавме пауза летово, заслужена пауза. После тоа земавме, снимивме некои видеа кои ни беа некој бафер период помеѓу летото и почетокот на втората сезона, додека видиме што како ќе правиме ние лично и на професионален план и на секаков план, како ќе може тоа како ќе може Пандамониум радио да го вметнеме во нашите ангажмани. Така да, еве не, после година дена и 2 недели од почетокот на првата сезона, значи почнавме на 9 ноември, сега сме 2 недели покасно, ја снимаме првата епизода во втората сезона. Но, за жал, прв пат не идеме лайв на Mixlr, шараут од цела наша Mixlr екипа која многу ни фали. Лични ангажмани, Трајче почна да работи нова работа во смени, нема да може да држиме континуитет ако идеме секој понеделник во живо. Не, за жал, нема термин во кој би можеле да одиме во живо, во кој би не одговарал и на нас и на оние кои би не слушале, така да решивме да направиме нашето радио шоу, да го префрлиме, да го пренамениме, да го смениме, да го направиме потрадиционален подкаст, односно за жал нема да пуштаме музика, туку само ќе правиме муабет на одредена тема, на одредени теми, се надам и со гости, во кои ќе правиме емисии во кои ќе збориме за музиката и за настаните кои не обкружуваат, а паралелно со тоа ќе ви даваме и плейлиста со наша неделна селекција поврзана со темите на кои ќе збориме ние тука. Мене кога почнав Пандамониум радио шоу ми беше многу битно да се пушта музиката, бидејќи може да се збори за музика колку сакаш, но ако екшели не се слушна музиката, не се постигна посекуваниот ефект, така да се надам дека со Spotify плейлистите се повеќе луѓе во Македонија се на Spotify и плюс со некои други интересни ствари ќе успееме како прво ние двајца си ја прислушуваме музиката еден на друг, а секако и вие да слушнете тоа што ние да го презентираме за вас. Идеме вака, сакале некеле, мора да идеме вака, така да очекувајте секоја среда преку ден нова емисија, нова епизода на Пандамониум радио шоу. Сега нема карантини, бар не сега за сега. Сме полабави, ќе може да снимеме, ќе може да викнеме некои гости у студиото, уште експериментираме со техничките ствари. Мислам дека ќе влеземе у шема пак и се надам дека ќе фатиме континуитет и ќе стераме уште една сезона. Дефинитивно, и мислам дека знаеш како и сега голема промена е за разлика од кога идевме на Mixlr Live и сега значи имаме видео формат, бидејќи таму иако се снимавме, не беше во овој на ваков начин со овој серап и мислам дека малце ќе биде поразлично и за нас, а и за луѓето кои што не слушаат и гледаат, но мислам дека ќе се потрудиме максимално да не ја изоставиме музиката од себе, бидејќи Пандамониум се заснова на музика, никогаш нема да биде само муабет, двајца што прават муабет и си го споделуваат мислењето, туку музиката секогаш ќе ја направиме да биде присутна на еден или на било каков друг начин. Да, значи тоа е тоа. Ќе мора да најдеме начини како музиката да си ја пуштиме еден на друг пред се. Бидејќи искрено знаеш и ти сам кога водевме лайв, имаше моменти каде што на лице место се слушаше музиката и ние дававме коментари, а и луѓето кои не слушаа во Mixlr четот. Така да тоа мене искрено многу ќе ми фали, али тестираме цело време нови ствари, го слушавме фидбекот, критиките по фалбите за стварите кои ги пробавме во изминатиот период. Така да благодариме многу патем, дефинитивно. Ептен сме изненадени, барем ја лично сум ептен изненаден од како луѓето реагираа со видеата кои што ги снимевме, бидејќи стварно ние прв пат, мене ми беше прв пат да застанам пред камера и да зборам за стварите кои што инаку би ги рекол позади микрофон, бидејќи малце е поинаку, но ви благодариме стварно премногу и тука сме да останеме. Да, и се сеќавам баш кога почнавме Пандамониум радио шоу лани, направивме интервју со Red Bull Македонија, шараут за нашите пријатели Red Bull Македонија и до Бане. Он ни постави едно интересно прашање дали се гледаме некогаш пред камера. Тогаш јавев многу бев за и се уште сум до душа за аудио форматот, бидејќи сметам дека подкаст е медиум кој треба да се конзумира преку аудио, но фидбекот на луѓето беше добар за видеата.
најверојатно на луѓето повеќе му одговара да гледаат на YouTube и го послушавме тоа. Набавивме некоја опрема, тестираме, уште учиме on the fly, така да Апсолутно. ќе видиме како ќе испадне. Но на крајот на денот и секогаш ќе имаме тој аудио формат, така да можете да не најдете на Spotify, ќе можете да не најдете и на YouTube овој пат, дали сакате во видео или во аудио формат, така? Овде сме за accessibility, да бидеме достапни на сите и се надевам дека го правиме тоа. Да, многу ќе ни значи да ни кажете како го конзумирате ова, дали сакате да гледате highlights на YouTube, дали сакате да гледате цело видео, бидејќи ја тоа не го знаев, ама и не бев свесен, видеото зима многу меморија, тешко се аплодира на интернет, на YouTube, така да многу време се чека при експорт, при префрлање на ствари, при закачување на YouTube, при објавување, така да играње со видео е тотално друга димензија и за меморијата на компјутерот, и за хард диск, и за се. Дефинитивно, и плюс Дарко го прави се до тоа, така да ако има некој видео едитор и видеографер out there, да, пишете ни, дефинитивно. Give us a call. Тоа беше нашето интро, Пандамониум радио шоу број 37. Ќе продолжиме си го викаме вака, ќе продолжиме со бројките, бидејќи сметаме дека така е подобро него да го делиме на сезони, бидејќи понатаму можеби нема ни да направиме пауза помеѓу лето и зима, помеѓу сезона и не сезона, така да тоа беше интрото за нашата прва епизода од новата сезона, Пандамониум радио шоу број 37. Ајде да почнеме лека по лека со темите. Идеме, Дарко. Знам, зборевме значи дури се спремавме за првата епизода, зборевме за некои ствари и знаев дека сакам да почнам со онака нешто што зборевме дека јас сум почнал работа и све тоа, и како све наоѓаме време. Сакам да, бидејќи ти сепак се, кој што кажа и напомена, нема карантин веќе, се поопуштаме и се надевам дека нема да има, искрено, бидејќи се колку повеќе луѓе се вакцинираат, се надевам дека тоа нема да има потреба за такво нешто. Почна сега веќе со резиденција секој четврток, Thursday Shake, шараут за целата Шуршац екипа. Кажи ми, веќе 2 журки помина, кажи ми кои се твоите први импресии, како се чувствуваш, каква е енергијата во клубот, бидејќи знам, искрено ја не бев и на двете, не сум нешто многу активен со мојот ноќен живот моментално. Се надевам дека ќе се смени тоа. Ама кажи, ја знам енергијата каква била порано, така да те молам, кажи ми, например, како е сега, за почеток, после карантин, после се уште имаме короната, ама ќе кажам после корона, после целата таа паника. Како се чувствуваш ти прво и првенство? Многу интересно, значи као прво, двете журки помина одлично. Јас и ние како екипа сме многу задоволни од тоа. Искрено ќе ти кажам, првата журка, пред журката и за време на неа имав трема кога да пуштам прв пат музика. И прв пат кога ги отворив оние како зависички што се горе на скалите, кога почнав да се спуштам надоле, да местам опремата уште од 10:30. И ми се вратија некои многу убави чувства, бидејќи таму имам поминато можеби најубавите вечери и сетови ги имам направено од мојата кариера и мојот живот. Така да чувството беше прекрасно, мислам дека цела екипа се осеќаше така и се уште се осеќа така и мислам дека и луѓето го почувствуваат тоа. Првата журка дојдоа многу луѓе со кои се немам видено долго време, кои ги немам видено 18-19 месеци, колку што не правиме забави, дојдоа луѓе кои биле редовни порано, дојде огромна млада екипа нова која прв пат стапна во епицентар и прв пат дојде на клубски шейк, бидејќи дел од нив беа на тие фестивалски шейкови кои ги направивме летово. Така да енергијата беше одлична, забавата беше топ. Јас сум многу задоволен од мојот сет првата вечер, иако не пуштав само нова музика. Сакав да направам еден троубек кон, да речеме, целата преходна декада 2010 до 2020. И тој ми е целта, actually, оваа година не сакам да одиме само напред, да, сакам да одиме напред. Истовремено, бидејќи има многу млади луѓе кои сега доаѓаат до прва на журки, кои се 18, 19, 20 годишни, сакам Thursday Shake да го направиме да биде вечер во која и ќе се враќаме и назад, на преходната декада која имаме ја и ти многу често зборено тука. И која сметам дека е можеби заедно со 90-тите најплодната декада на хип-хопот и најиновативна и најкреативна. И е декадата со која ние израснавме и е декадата која ја направи да постои музиката која што постои сега на сцената. Така да ќе пробам во следните сетови да комбинирам нова музика, значи 2020-2021, но истовремено посебно при крајот на вечериите да правам некои throwbacks кон класици као Комас, дискографијата на Future, Early Travis Scott, Early Drake,
Album Cuts Drake, Rick Ross, Дефинитивно. Wiz Khalifa дури, Мек Милер се разбира. Има многу материјал од оваа декада која што може да се пушти. Ова е еден мал дисклеймер за луѓето за кои што не знаат за што станува збор. Доколку останете во епицентар после 3 часа од Сабајле, you're in for a ride, само тоа ќе ви кажам, бидејќи тоа е најдобрата музичка селекција. Ја као би бидел само после 3 сата, онака кога се веќе сите мртви, сите се забавени, сите сакаат онака побавна музика и онака влага се проки LSD или нешто такво ептен бавно, смирено и тука си да останеш до 4-4,5 до кога и да трае журка. Да, тоа е, фала ти многу за ова, мене ми е многу кејф кога ќе имаме успешна журка, ќе биде полно, ќе има јака атмосфера од, да речеме, од 1,5 15 до 2, дока е 3:15 и после it's only right to slow it down. Нормално. Да направиме некој throwbacks, некоја нова музика што е поспора, што не може да се пушти у prime time, да се пушти некој класик као Bitch Don't Kill My Vibe, која стана препознатлив closing song за EP, многу ми е мило поради тоа. Баш првата вечер, на отварањето стана многу луѓе до крај, ја пееа, се снимаше, беше епик И момент. луѓе се сеќаваат, тоа е битно. Да, тоа е битно. тоа, така да останете покасно кој сега да слуша интересна музика, невообичаена, не секојдневна, кој некој не може да се пушти во prime time. Правото време е после 3:15 за такви ствари, а претходно се рокаат хитови. Посебно Има ја ако јака сум таму и ако сум пијан и му барам на Дарко да пушта од Views онака албум Cuts 16-17 трака која што инаку не би се пуштила никаде. Да. Ќе се прави тоа, така да покана до сите луѓе кои сакаат да слушаат хип-хоп, трап, new school, нова музика, интересна музика, знаете веќе што пуштам и што уствари значи Thursday Shake за во поглед на музика и во поглед на звуки, на стил. Дојдете секој четврток, сме во епи, вредницата е 150 денари, капацитетот е ограничен, не се преполнува клубот, таман се полни, тоа го видовме првите 2 вечери, така да дојдете, повелете нас на журка, следуваат интересни тематски журки, ќе јас лично ќе пробувам селекцијата да ја правам за секоја вечер различна, колку можам, да ја третирам секоја вечер која да е последна, бидејќи не знаеме како ќе тера да работува со коронава и сакам да се искористи максимум од ситуацијата која имаме во моментот. Тоа ми беше следното прашање, на пример, што ќе се случува за не сакам премногу и да откриваш, бидејќи нормално дека си имате планови, сакате да се ги задржите и да луѓето да бидат онака во не знам, очекување за работиве, но на пример што мислиш како ќе биде годинава во поглед на ти да експериментираш таму со музика, бидејќи имаш на повеќе наврати изборено за амапијано, за алте музика, на пример, каде тие припаѓаат и дали припаѓаат воопшто и дали имаат простор тие да бидат пуштени во епицентар, на пример, на таков стејдж? Гледај, пред да затвориме во 2019 и почетокот на 2020 ја пробував да убацам малце латино, наше да речеме као Кали Учис или као Bad Bunny при крајот и по некој афро таму, но летово пуштавме во Хавана, во таков сетинг као Хавана многу повеќе одговара таа музика, конкретно амапијаното не одговара таму, но афрото пред се можам да зборам дека припаѓа повеќе таму. Може би припаѓа и во епи, ќе видиме, но јас ако го правиме таму повеќе го гледам како некоја тематска забава отколку да биде во секоја вечер. Затоа бидејќи музиката што ја слушам што е актуелна, можеби не е толку трап и не е толку хип-хоп, затоа решив да правам враќање назад и за мене лично и за луѓето да биде и едукација и throwbacks и сеќавање на добри моменти, така да јас сметам, бар тоа ми е планот, ќе видиме како ќе се одвива понатака. Сметам дека треба да се пушта музиката која е, да речеме, под наводници трап, она знаеме широкото значење на тој збор и да се тера журката така. А другите правци на некое друго место кое што можеби повеќе одговара за такво нешто. Но ќе видиме. Кога и каде ќе слушнеме Family Ties? Family Ties четврток епи, дојдете. Првиот пат има спремно, но имаше на крај, ја има спремност за некај 3:15, бидејќи знаев дека ќе биде полно уште до тогаш. И тогаш зарадив некои такви песни, малце поенергични. Почнаа шутките у епи. И реков заеби, морам да го смирам темпото бидејќи не е окей да има шутки у диско, посебно не на отварање и не на таква вечер. И решив заеби не ја пуштам сега. Вториот пат не успев никога да ја склопам, така да третиот пат сигурно ја пуштам и тоа малце порано. Четврток утре дојдете у епи, Family Ties премиерно дебитира на македонските подиуми. Let's go. Тоа кога сме више кај шутките, многу добра транзиција може да се направи. Мора да збориме за несреќата, за трагедијата која се случи на Astroworld, настанот на Тревис Скот.
до негде поврзано, до негде не е поврзано, но сакам да даме на паралела откако ќе збориме за Astroworld. Паралела со шутките, со однесување на фестивали, однесување на настани, која е одговорноста наша како организатори на клубска вечер на фестивал и слично. Кажи ми, знам како се осеќаш, сигурно не се осеќаш добро за трагедијата. Не, апсолутно, мислам дека не постои човек кој што би се чувствувал добро. Тоа е онака, не знам во кој ментален склоп ти би се чувствувал добро, бидејќи не знам колку точно, знам дека бројката на почеток беше 8, па се зголеми некаде на 12, 13 луѓе после почнаа да починуваат од своите повреди кои што подгледнаа на нив. Така да мислам дека е огромна трагедија, бидејќи не идеш со таква умисла таму, никој не таму идеш за добра журка, за убаво искуство, и организаторот и самиот артист кој што настапува треба да ти го пружи тоа, бидејќи нормално на еден начин си него фан, буквално ако не си ти, иако тоа е онака многу широко гледано, ако не е фан базата, артистот ништо без неа. И посебно за кога збориме за Astroworld, бидејќи Astroworld има многу голема историја позади, односно огромна историја позади артистот Тревис Скот, кој што е организаторот на сево, бидејќи не за џабе се вика Astroworld, не е заради албумот, тука е заради еден тим парк кој што го имало порано во Хјустон и тој таму израснал, значи тој таму идел, сите лета го потсетуваат на тоа и едноставно сакал да го врати, сакал да го земе тоа и да го врати назад за пак да ги искуси тие чувства и да дае нешто на Хјустон што до сега и не видели, или да врати некое чувство такво кое што тој го чувствувал кога дете. Така да мислам дека овде од сентиментална гледна точка и од тоа што му значи на Тревис кој артист, мислам дека е преголема трагедија, бидејќи во било каков даден момент 8 луѓе да загинат на концерт каде што треба да биде само добра енергија, да си поминеш убаво, мислам дека е трагедија само по себе, но ова само уште еднаш вака го не знам, му дава уште една тежина на сето тоа, бидејќи е негов концерт, не е било кој концерт, така да негов е и во неговиот град и многу му значи. Но од друга страна, не знам како се чувствувам, бидејќи секогаш реакциите на јавноста знаат да бидат малце over exaggerated, бидејќи овде мене ако лично ме прашаш, сите страни имаат кривица во нештово, бидејќи многу луѓе, и нормално ја разбирам таа култура која што е околу Тревис Скот и неговата музика, бидејќи стварно е меланхолична, е многу онака drug induced, многу се збори за такви тематики овде, најчесто и смрт се онака користи, терминот рейджери онака ги користи за неговите фанови, што само по себе онака им дава enticing рајат, и тоа го има правено и Тревис порано и на претходни настапи, така да мислам дека и нормално треба да има контрола од двете страни, но ако мене ме прашаш без да навлакам многу длабоко во сето тоа што направил и што можел да направи Тревис и неговата организација, Live Nation или било кого, ја искрено мислам дека овде сите се онака подеднакво во грешното, бидејќи и фановите буквално, брат, имаше видеа кои што се преморбидни, не знам дали ги гледаш или некаде, што луѓе пробуваат да оживеат некого, а овде луѓе го прават мошпит до него, тоа е неприфатено, не смее тоа да помине така. И ја да сум ставам у таква ситуација, искрено не само би се тргнал настрана и би штител за да може да му се даде простор на таков човек, бидејќи не сум бил лично во таква ситуација, но мислам дека така би постапил. Можеби ова е сега тоа што видеата што ги гледав, можеби се подсвесно некаква лекција, но како и да е трагедија, и мислам дека многу од сите страни можеше многу полесно да биде изиграно и подобро за да стварно да искочи едно одлично искуство за сите. Ти како се чувствуваш за тоа? Не знам, многу е лошо и целата ситуација, тоа што кажа ти, никој не оди на концерт да биде ни повреден, камоли да биде убиен од стампедо или било што, така целата ситуација е многу трагична, за жал. Сакав да дадам онака мое мислење за стварите, јас сум искусил нешто слично на толпа. Чекај, две ствари прво. Значи првата ствар кога го слушнав ова, прво нешто што ми текна, што ми помина низ глава, беше, мислам дека е почетокот на документаријата за Тревис Скот кој излезе пред 2-3 години. Кај што излагаат луѓето од фестивалот и се со искинати мајци, без заби, со крв од аркада, цели испокинати, цели испотени, сите се као најако беше, демек рейджот, уби рейдж with Тревис Скот, демек он е кралот, она. Као прва слика што ми помина кога слушнав работата, ти кој ми ја кажа, прво тоа ми светна у глава. Си викам, тоа се дешава на настани на Тревис Скот. Јас Тревис Скот го гледав лайв во 2016, ако не се лажам, или 17, кога уште не ни беше толку популарен. Тоа е после Роудио.
сакам нешто, да, пред Goosebumps, значи после Родио, тој период, таа турнеја која беше на турнеја со Ријана, ја го гледав на Зигет. Тогаш беше лит, ама не беше толку лит. Мислам дека после тоа, таму од 2017 кога ги направи тие легендарни настапи и Astroworld, како фестивал кога почна да станува тоа што е, и настапот на Frauenfeld Open Air и слично. Тие ја направија таа стигма за Травис Скот уште поголема, дека идеме на Травис Скот на концерт на Травис Скот да правиме што сакаме, да се понашаме како сакаме, да се тепаме, да правиме шутки цело време, да нормално да сидеш искинат, нормално да сидеш со скршен зап или слично. Така да мислам дека таа култура што ја направи Травис Скот со неговите фанови е многу погрешна и тоа за жал се одрази на ваков начин, но ако мене ме прашуваш, ако не се случеше сега, ќе се случеше на следниот концерт или на следниот Astroworld, бидејќи кога нешто е такво ќе направиш, после нема сопирање. И ја би рекол дека беше неизбежно, само чекаше онака ticking time bomb кога да експлодира сето и сега, тоа се случува и кај нас. Публиката кога слуша Тревис Скот, публиката кога слуша Playboi Carti, публиката кога слуша трапери кои инициираат сами шутка. И ние сме го направиле тоа на некој настани, ама има разлика од еднаш да се случи, повеќе пати да се случи, иако јас не сум ни за еднаш. Огромна е разликата бидејќи тие фанови кои доаѓаат од Македонија или од друго место кои не одат и толку на настани, ќе дојдат на еден настан и сакаат да прават шутки. Тука е мојот најголем проблем. И тука затоа тие кои што доаѓаат на настани, на Trap the Fuck Up порано и на Thursday Shake и на Shake фестивалите и било каде знаат дека јас сум многу против тоа. Бидејќи шутка како шутка е окей да се направи шутките доаѓаат, ако не се лажам, од панк и од метал концерти. Хип-хоп боди трапот како енергични правци ги имаат прифатени, ги имаат дури и тейковер ги имаат земено за своји последниве десетина години. Јас лично јас сум учествувал во шутки како млад, кога сум имал вишок енергија, кога не сум мислел баш со главата, али кога почнав да организирам настани и да застанам од другата страна на DJ пултот и од другата страна и позади бината и на бекстејџот и продукција и се, сваќам колку се шутките потенцијален проблем. И тоа огромен проблем. Можеби нема да има смртни случаи кај нас, не дај Боже да има некогаш на журка, но некој може да се отиде со скршена нога. Со скршена нога се отидеш од моја журка ќе биде испораз како да не дај Боже да се случи нешто пострашно. Апсолутно. Затоа уште еднаш апелирам до младите кои доаѓаат на журки, бидете поучени од оваа трагедија, знаете да се однесувате на фестивали, немојте да правите шутки, посебно не на места кои се преполни, посебно не во мали клубови, посебно не на места каде што има многу гужва, како на пример што беше настанот во Охрид, на затворено. Имаше премногу луѓе, се правеа шутки. Доволно еден да падне, ќе паднат позади него уште 15 луѓе, девојче можеби има штикли, можеби некој е послаб, можеби некој ќе се сопне, ќе скрши нога, ќе скрши рака, ќе скрши глава, ќе настане незгода од ништо. Значи има други начини на забава. Не сум бумер, се надам дека нема да сватите погрешно, само оваа ситуација со Тревис Скот се надам дека ќе вразуми многу луѓе, ќе се запрашаат луѓето како треба да се однесуваат на настани. И уште една друга ствар, шутките како шутки окей, може да се направи, тие што знаат како се прави знаат, но прво правило за шутка уште кога сум бил дете и кога сум морал на таксират на, не знам, на Супер Хикс или таму, ако некој падне, го креваш. Го креваш, дефинитивно, тоа да. Тоа е прво правило. Дефинитивно. Ако некој падне на земја на фестивал, ако некој падне на улица треба да го кренеш, а камоли на журка. Дефинитивно, да. Тоа е нонсенс. Тоа треба да се почитува и мислам дека мора да има некој непишани правила и почитување на сето тоа. Ме разбираш дека стварно кој што кажа, ја не сум толку против шутки, но знам од каде доаѓаш ти бидејќи имаш причина зашто го збориш тоа, си искусил многу поише ствари и кој што велиш, си бил на другата страна на бината и знаеш како онака да гледаш со друга перспектива на сето тоа, бидејќи стварно луѓе може да се повредат од тоа и многу е битно луѓе да знаат како да се понашаат во тие моменти. Но од друга страна, не само шутки да беа причината овде конкретно бидејќи големата пренатрупаност на луѓе. Да. Буквално имаше некоја статија што не знам колку е точна или е, се надевам дека не е, дека каде што пишува дека луѓе кои што биле испод 1,80 м не можеле да дишат. Тоа е луда работа, тоа е неприфатливо онака и не. И значи нормално е такво нешто, тоа е предвестник на сето тоа што се десило после тоа. Така да и кој што кажа, во мали простори не треба онака, треба да се хидрирајте се, ве молам. Да. Значи едно прво правило во клуб, пи вода. Пи вода, пиеш ке се дрогираш, вода мора да си има. Ако на некој до тебе му се пие вода, ако имаш вода, дај му ја, биди другар. Ке ти се врати со добро секако. Мора да се, ако сме на подиум,
за мене тоа ми е мантра што од млад и затоа и одам и на настани со електронска музика каде што тоа е на многу повисоко ниво, сите на подиумот сме еднакви, сите на подиумот сме исто. Ако на некој не му е добро, дај му вода, помогни му, однеси го на страна, викни security, викни брза помош, застани, трни се на страна. На крајот на денот не вреди ни еден концерт на Тревис Скот или на било кој за некој да настрада. На крајот на денот трни се, ќе го гледаш пак за една година, за 2 години здравие, а на крајот на денот здравието е најбитно. Јас сум имал едно искуство такво кој исто така ме потсети кога размислував за трагедијата која се случи на Astroworld. Беше на Exit кога сакавме да ги гледаме Prodigy. Тие што биле на Exit знаат дека мејн стејџот е малку заебан, не е голем празен простор, туку има и дрва во средина, шанковите се наместени чудно, како огради, има тумби-румби, има као брда од страните, многу е чуден мејн стејџот на Exit. И кога настапува Prodigy, не сум голем фан на Prodigy, не сум ни фан воопште, само сакав да гледам бидејќи тие беа хедлайнери таа година и сакав да видам зашто е хајпот. Нормално. Бев многу позади и веќе почнав да осеќам таа толпа како ме движи, не бев во контрола на своето движење, ме носеше толпата, нема воздух, не можеш пијачката да држиш, се држиш за рака со тие со кои што се со тебе, дека одма ќе се изгубиш ако не се држиш за рака. Многу зебано и рековме као, баш се сеќавам со брат ми, рековме као заеби, тоа е тоа. Успеавме да излеземе од толпата и отидовме на еден chill stage таму најгоре, бидејќи концертот на Prodigy не ми вреди ништо за јас да е потенцијално да настрадам. Истото се деси на пример конкретно за тоа задржање со некого за рака буквално, значи онака се државме фатени овде на измеѓу раце со Бодан, со братучети каде бевме на Дрейк, истото, влеговме онака усред шутка, ама буквално само му реков за да не се изгубиме бидејќи имаше 10.000 луѓе на концертот, си реков држи се да не се изгубиме, да се вратиме кај Марса и кај Даре, да бидеме овде да не се деси нешто. И нормално, и знаеш како? Многу е битно каде си и кој е настанот каде што се организира шутка. Значи не можеш во епицентар да имаш шутка. Нема на Thursday Shake, нема потреба да има на Thursday Shake шутка. Нема потреба. Можеби нормално е и очекувано е на Тревис Скот на таков фестивал да има шутки, но мора тоа сето да биде поконтролирано. Можеби е нормално на Shake фестивалите што ги имавте да има шутка. Тоа ми е поприфатливо него ли во клуб мал на обичен четврток кој што се дешава секој четврток да има шутка каде што не може толку енергијата да еруптира. Не разбирам кој ќе донесе таква енергија тоа да еруптира во шутка. Едноставно на крајот на денот е искачање, овде се луѓе добро да се поменат, да искулираат, да испијат 3 пијачки, 4 колку и да се видат со луѓе нормално. Што и да е. Што и да е, апсолутно. И мислам дека таму е uncalled for да има шутки од таков карактер каде што некој би настрадал. Но од друг аспект, ја лично ко фан сум правил шутки, сум влегол во шутки, не ми е во ред, но стварно не сум таков, на пример, не сум таков каде што не знам, намерно би влегол некого да повредам. Тоа не смее да се деси, тоа мораш да пазиш зошто го правиш тоа, иди со грб, не иди со лакт или нешто такво. Пази се како се понашаш во таква околина, бидејќи стварно може некој да настрада, бидејќи еве ја ќе се земам, јас сум плюс 100 кила, така? Ако има некој 6 кила што е околу мене, ја можам буквално да го згазам човекот и тоа настанува тука огромен проблем. Не е туку така, значи стварно сите сме овде, кој што кажа, еднакви сме, ама физички не сме исти. Значи ти можеш да го крепиш тоа, можеби некој не може, но и тој сака да го искуси нешто. Така да мора овде да има некоја заедничка средина каде што луѓе стварно ќе бидат како да кажам, свесни за својата околина и за луѓето што учествуваат со нив во такво нешто. И за луѓето што не сакаат да учествуваат. Дефинитивно. Кругот држете го цврсто. Значи ако се прави шутка, нека се направи круг прво. Ама да се држи кругот како што викаш цврсто. Дефинитивно. А тие што не сакаат, девојчињата најчесто не сакаат да се трнат на другата страна. Другарите ваши ако не сакаат да застанат на страна. Нема потреба ти на некој да му згазиш на нога или да го бутнеш, што и најчесто случаат. Па најчесто тоа е случај, најчесто тие што се невини, тие што си гледам концерт со пивото и од тука некој ми влага онака лета од страна и ме бутка и ја го истурам тој што е до мене, го истурам пивото за кое сум дал 100 денари или во странство 5 евра. Така. Дека некој сака да се шутка, на крајот на денот ме заболи ако ти сакаш да се шуткаш, ја не икам. Дефинитивно, да. Избегавме од темата. Ама сега има две страни на стварта, така да окей ми е што ги кажавме и двете, бидејќи стварно сум про и сум против, онака како не сум имам некој middle ground, но
како и да е, еве ќе се навратиме на Тревис Скот, е огромна трагедија и не смее да се повтори уште еднаш. Не смее. За жал ми ги обеше меѓу првите големи настани на еден хип-хоп артист после коронава и вака почна и јас очекувам искрено да има големи санкции и па и веќе мислам дека има. Санкции за Тревис Скот, санкции за организаторот Live Nation кој организатори на Afro Nation и на Rolling Loud во позадина на повеќето настани. Ние имаме посебни причини зашо не ги мразиме така да. Не, ама тоа се гледа, јас имам разговарано со некои пријатели кои се од таа продукцијска страна позади сцената на фестивали во Европа. И Live Nation работи така, не работи многу профи, сака да убута што може повеќе луѓе. Нормално. Тоа се работи кои они ми ги имаат кажано, така да ја не знам, сум бил на настани на Live Nation, не сум се толкава гужва, но мислам дека сега после ова ќе се намали многу капацитетот, ќе биде многу по-организирано и многу посредено се, што на крајот на денот е добро за гостите, организаторите како ќе може да го изведат тоа финансиски, сега го не знам. Бидејќи како и да е, фестивалот е многу скапа работа, ако треба дополнително да намалуваш капацитет и да носиш други мерки на предпазливост, тоа чини уште повеќе, тоа може би ќе се одрази на квалитетот на програмите, бидејќи фестивалот има одреден буџет кој може да потроши, ако голем дел од тоа троши на организација, на продукција, на логистика. Нормално дека ќе страда бината, така да ќе видиме како ќе биде, се надам дека нема да се повтори во брзо време. И за крај сакам да кажам само дека ја нема да го кенселнам Тревис Скот. Јас сум против кенсел културата која постои на интернетот. Верувам дека ни тој сам не сека на неговиот настан во родниот град, кој му е куриран и смислен според до секој детал, дека сега да се случи вакво нешто. Не викам дека не е крив, убаво кажат рече на почеток сите страни мислам дека се криви, но не би го кенселнал во ниеден случај. Да, ја сум на место на Тревис Скот, би го застанал концертот, би го прекинал концертот. Абсолютно. Ако гледам дека нешто се случува што не треба, Тревис Скот има таа мок врз своите фанови што го каже: дечки, ај застанете малце. Мислам дека цел 50.000 луѓе, цела рамнина ќе застане. Дефинитивно, се слагам. И затоа таму е неговата небрежност, затоа тој одговара заради тоа, бидејќи имаше моменти каде што реагира на тоа и вели: еј, помогнете му на човекот и све. И разбирам дека не можеш да пазиш 50.000 луѓе од толкава бина, бидејќи луѓето идат со 100-200 метри позади и не можеш тоа да го догледаш, ама на крајот на денот стварно ако веќе видиш дека има повеќе случаи такви, тука крати, толку е. Значи не смееш да си го продолжиш тоа, да кажеш: окей, се деси два пати во рете, имаме 50.000 луѓе, што е 20 од 50.000, пошто еве ги се 8-12 луѓе, колку и да се, не вреди. Не вреди дефинитивно, и огромна трагедија што стварно се надам дека никогаш нема да се повтори. Исто и јас. Сочувство до загинатите и повредените на концертот на Тревис Скот, исто сочувство до оние загинати во сообраќајната несреќа во македонскиот автобус во Бугарија, враќајќи се од Турција. Тоа се случи денес на денот на снимање и исто така е огромна, не знам, ден на жалост според мене, така да трагедија од огромен размер. Со тоа што не е прв пат да се случи тоа, се деше и пред не знам година или 2 години истото нешто слично овде во Македонија. Така да плюс не се деси болницата у Тетово, така да лоши ствари не заредија. Сочувство, rest in peace до сите таму и сочувство до фамилиите. Тоа беше тоа. Краток молк, мора да продолжиме со снимањето, да не влеземе сега дефинитивно у депре. Идеме на следната тема. Иначе, сега кога не пуштаме музика, тогаш лани на првата сезона музиката не водеше низ темите и ни правеше као интермецо помеѓу зборењето и слично. Сега ние сами си ги водиме темите и имаме направена листа на теми за кои што сакаме да збориме и се збориме, така да додека не се уиграме ќе мора вакви мали паузички да правиме. Нормално, не, мислам дека и знаеш како и сега ни бидејќи еве е разликата помеѓу, например, кога ќе не праша што е Пандамониум радио, шоу, нормално за шоуто збориме, кога ќе кажеме хибридна емисија, радио емисија, коса црта подкаст и еве сега подкаст, така каде што радио емисијата има одредено ниво на професионалност, каде што мораш да го запазиш, тоа моравме да бидеме 2 сати и кусур, значи 3 сати да бидеме точни, бидејќи за да не прекинеме, сакавме да имаме интро, сакавме да имаме аутро, кој што кажа моравме да имаме интермецо, моравме да имаме музика курирано и сето тоа беше унапред планирано. Овде можеме онака free flow елемент каде што стварно можеме да си земеме време да направиме муабет, малце да избегаме од темата. Најчесто се случуваше и тогаш да бегаме од темата, но
моравме да се вратиме назад, онака ќе имавме некои сигнали каде што ќе си сигнализираме, бидејќи mind you, идевме во живо. Нема праење грешки, ако ја правиш грешката направена е тука и не мора да останува. Овде малце е поинаку, но затоа си дозволуваме да го правиме ова. И мислам дека сега за сега, мислам дека ќе се навикнеме, ама топе. Сега за сега ми се свиѓа, нормално си ги курираме темите, сакаме да збориме за тоа што е моментално што си има случено, ќе воведуваме, зборевме за тоа, ќе воведуваме некои нови работи. Стварно сакаме да збориме за музика и конкретно и да даваме ревјуси за албуми и за слично. Така да тука сме со сето тоа што беше Pandemonium Radio Show, сега продолжуваме само малце поинаку. И тоа е нормално. Што е следно, Даре? Следно, Kanye West е повторно на секаде. Овие 2-3 недели буквално беше... И ми се свиѓа тоа. Ми се свиѓа тоа. И тоа пуштате на најако, брат. На најако. Ама, знаеш како? Каде што не е филтриран. И мене тоа многу ми се свиѓа, бидејќи му требаше време. И знаеш како? И нефилтриран беше и со неговите настапи пред Донда, каде што и беа listening party за Донда, но овде онака, колку е ретко да го слушнеш Kanye стварно без филтер, онака да збори 3 сати. Сега искочи нов Drink Champs, кој што таму се малце фокусираат на други работи, но ова првото е ептен онака па и би го рекол контроверзно, каде што стварно човеков збори многу работи, ама ми се свиѓа дека ги кажа, пошто стварно се гледа на моменти онака како размислува тој, каков процес, кој му е тој train of thought, каде што стварно размислува на ствариве и како ги сумира тој во едно за на крајот на денот и да функционира тој ко артист, ко човек и да креира еден албум ко Донда. Не знам, го гледаше во целост. Не го изгледа до целост, ама некаде до пола стигнав. Да. Мене многу ми се свиѓа. Ја ги поштојам, шараут, не дека ќе го видат, ама шараут ту Нори DJ EFN. Ми се свиѓа, Drink Champs ми е окей, бидејќи стварно онака им дава платформа на артистите каде што не е традиционална, не е на пример Џо Роган, бидејќи и Џо Роган си го има својот момент. Лош пример беше тоа. На пример, би рекол Ендрю Шулц и неговиот Flagrant 2 подкаст. Овде е поинако, каде што пијат, во текот на интервјуто знаат малце да се запијат со оглед на тоа и колку долго траат епизодите. Значи Kanye беше таму 3 сати каде што запали джоинт, испи 10 шата, испи 3 пијачки, што сигурно не е својствено за Kanye. Да тргнеме од таму. Значи Kanye на пола интервју веќе беше препариран и се гледаше дека е стварно друг човек, каде што стварно си го одврзува јазикот, се гледа човеков дека стварно дека се некогаш се повлекува да не ги збори работиве, но овде го гледаш онака ептен unfiltered, каде што па дури и почна да збори многу големи ствари за John Legend и за Big Sean, што како може да ти е најголемата грешка, ама види, еве тоа, баш тоа го зборевме, бидејќи знам дека не си најголемиот фан на Big Sean, тој кажа дека најголемата грешка за Big Sean му е дека тој му е првиот сајни на Good Music. Дали се слагаш со тоа? Не се слагам со тоа, бидејќи на времето кога го се случи тоа, и Good Music и Big Sean добија многу од тоа. Апсолутно. Мислам дека дури Kanye доби со Big Sean. Не знам се кој како зашто таму работел, али кредибилитетот на Kanye не дека него му треба, ама артистко Big Sean што беше актуелен кај младите донесе многу и на Good Music. Да. И обратно се разбира. Од друга страна, причината на Kanye му била дека првата песна што е снимил беше ES. И не знам, во тој момент ES песна кој што беше бенгер, стварно. Има стајано на микстейп, бенгер. Во Радовиш до ден денес се слуша и се пушта. И да, јако, да. Апсолутно, ама на пример, знаеш како? До некаде и го разбирам, бидејќи Big Sean е многу поише од тоа. Ме разбираш, значи тој на почетокот ги имаше, ама на пример, стварно имаше и на Good Fridays имаше одлични моменти за тоа да му биде прв сингл онака, бидејќи валјда, бидејќи ја го слушав од првиот Detroit mixtape уште пред да биде подпишан за Good Music, Guap. Не знам дали се сеќаваш. Значи феноменален беше уште на почетокот и кога го доби првиот major deal, онака замине и направи песна, бидејќи валјда Kanye го очекувал да продолжи со тоа што го правел, а не да замине во таков правец каде што ќе почне сега да ја мози на еден начин кравата, бидејќи веќе е подпишан за голем лейбл и може да си го дозволи тоа па да направи песна. Се сеќаваш со кого беше featuring S? Со Ники Минаж, мислам дека. Со Ники Минаж, да. Така да
Не знам, до некаде се слагам, ама му ја сваќам поентата и на Кање зошто би го рекол тоа. Но мислам дека е over exaggerated, дека не го мисли тоа во целост, пошто и после Big Sean онака почна да се смее, сигурен сум дека имаат некоја добра комуникација, врска каде што Кање може да го каже тоа и да не биде лошо сватен од Big Sean, пошто утре дента стаи слика од него и од Кање како прават муабет после интервјуто, онака се виделе дури. Не знам, кажа премногу работи, нема да збориме за што конкретно кажал, но Drink Champs и Kanye тоа многу ми се свиѓа, сакам почесто да го гледам и еве претпоставувам дека го немаш пуштено во второто интервју, во вториот дел од интервјуто, бидејќи рекоа дека Kanye едноставно не прекинал да збори, онака останал, значи било планирано 3 сати, не тој го донел синот на Лери Хувер и као го седна на второто интервју на вторите 2 сати од целото од 5 сати интервју, каде што го седнува и почнува да збори за Лери Хувер и за концертот и за неговото судење и за неговиот живот, за GDs. Тоа Кицо Праската може поише да каже за GDs, валјда знае, претпоставувам дека знае. Така да овде збореа за неговиот случај, за како и тука нели измеѓу двете се појави и тоа видеото каде што Kanye и Drake конечно се споија. И мислам дека тоа е поголем момент, искрено барем за нас ко фанови на двајцата, да кажеме дека луѓето конечно после 2016-2015 година пак се наоѓаат онака во иста просторија, зборат, си прават муавет, го сквашнале бифот, иако пред 2 месеци искочија 2 албуми каде што си зборат еден против друг, што е многу лудо според мене, ама се надевам дека ова ќе остане, бидејќи стварно доколку се спојат може да креираат многу убава музика. Гледа, мислам дека Дрейк има респект за Kanye, мислам дека Дрейк се осеќаше поише дисреспектиран од Kanye, ама Kanye на интервјуто и сам збори Дрейк во што е добар и колку го поштои и слично, така да тоа мислам дека беше поише на битка за тронот на некој начин и плюс влијание од соработниците и слично, но на крајот на денот истите се луѓето со кои што соработуваат, Тревис Скот е тука, Кид Кади е тука, Jay-Z е тука, кругот е мал и мислам дека најдобро и за нив и за целата сцена и за нас као фанови да бидат смирени, се надевам дека ќе останат смирени, искрено мене многу добро ми дојде. Дефинитивно. Чекаме музика заедно, брат. Апсолутно, да. Последен пат добивме на Views, да. Каде што Jay-Z врсот беше тргнат од некоја непозната причина, но тоа се надам дека ќе добиеме. Мене прво ми текна на нас работка на Blessed, Big Sean, Drake, Kanye. Тоа е 2015. Или 2014, така нешто. Може би, да. Но последната е песната се викаше Pop That? Не. Не, Pop That. Не. Од Views. Не битно. Знаеме за која песна станува збор. Напишано е Fit the Throne. Featuring the Throne, да. Така да се надевам дека ова ќе вроди некој плод, дури имаат и концерт заедно. Сега исто за Лери Хувер. Не знам што. Сега тоа е малце, па и ние сме од Македонија, може не го разбираме, ама да се спојат тие два артисти за Фри Лери Хувер, кој е мафијаш од огромен размер. Реално. Да речеме као овие као Ел Чапо или као колку и да го шугар коуташ, тоа е тој. Ако имаш читано за Лери Хувер, знаеш што е, бидејќи стварно бил онака head of GDs, што и ден денес е една од најголемите би рекол генгови во Чикаго. Така да поводот малце не ми се свига мене лично. Исто, можеле милион различни причини да најдат тие да се двајца спојат, но не знам, од некоја причина вали и Джей Принц има некоја своја агенда, затоа ги споил. На крајот на денот тоа Америка, не можеме баш до толку да ги знаеме и да ги осетиме тие. Не, знаеш како? И не можеш ти тоа да го сфатиш, што ние не размислуваме на ист начин ко тие, така да тоа е нивно ворете, само ми е мило дека се тука заедно и дека ке надевајќи се дека ќе извадат некоја нова музика. Кажи ми што мислиш за Donda Deluxe пред крај на оваа тема? Donda Deluxe не очекував дека ќе излезе, тој го најави на Drink Champs дека ќе искочи и искочи стварно. И не знаев колкава со тоа што со овие песни Donda сега е 2 сати и 11 минути. Нешто што онака имам потешкоти во целост Good Kid, Mad City да го слушам, а е сат и 36. Ова не знам како би успеал да го изслушам од почеток до крај, но една песна ќе ми остане и таа ми е омилената уствари од Donda, тоа чекав да искочи, е Life of the Party, за луѓе што не знаат, јас се сметам за еден од, па не најголемиот, ама еден од поголемите фанови на Andre 3000, каде што онака
ми е омилен, еден од омилените рапери, многу го поштојам, целата дискографија буквално онака му ја знам и дури се закачувам на обични версови, на фичерс кои што бидејќи ретко сте сега да слушнеш Андре 3000, нова музика конкретно од него и овде е феноменален каде што можеби е една од најтешките траки на самиот албум, бидејќи зборот и за неговата мајка, и за Донда, за мајката на Kanye West. Hard-hitting track, многу искрена, и ептен овде конкретно Андре 3000 збори за тоа што очекуваш Kanye да збори, а Kanye не го збори тоа. И ми е одличен контраст за разлика од целиот албум каде што Kanye си го збори овде, некако ко Андре 3000 да ја презема улогата на Kanye и да си го збори тоа што треба да го збори и му дава слобода на Kanye, збори што сагаш и тој си збори за Шибуја и за Јапонија и за така барем го отвара врсот. Многу ми се свиѓа другите траки, искрено ги немам ни преслушано, пуштив, заглавив на онаа 6 минути, ја вратив едно 10 пати нормално и не знам, задоволен сум тој велам дека доволно е една единствена песна и да ми остаи онака трага. Не дека директно се поише е за тоа што Андре 3000 го збори онака, бидејќи стварно ми е мило кога ќе слушнам нешто ново од него и that does it for me онака. Life of the Party ми е сосема доволно за делукс изданието, бидејќи нема некоја конкретна разлика во него, само се 4 нови песни, да ми е топ. Тоа е тоа, доволно е таа ствар да ти го направи да го памтиш по нешто делуксот, дека оваа песна се најде таму. Да. И мислам да ги намерно ја чувал за таму за да има. Па, да, имаше повеќе причини, нели тој збореше дека има пцуење внатре и дека се е цензурирано пцуењето на неколку места, бидејќи Андре рекол не, ја нема да правам клин вржен, пошто нема потреба тоа да се прави, ова сум ја, нема зошто ја да си ја компензирам на еден начин мојата уметност, бидејќи сакам да се најдам кај тебе на албум. Сакам да соработувам со тебе, но ова нема да го сменам и Kanye го сфатил тоа дека не можеш да му го одземеш некому, во ред само ќе го цензурирам и е цензурирано, но пак го имаш чистото чувство дека е тука, дека зборот е тука и дека е намерно оставен да биде и тоа ми се свиѓа. Затоа Андре онака и дури има напуштено многу работи од интегритет. Тие денес уште не можат да заработат ни скапан денар онака од Outkast албумите заради роялти, заради bad record label deals и све тоа. И многу ми е мило што на ваков начин успева да се задржи онака својата уметност и па дури и да се за две пцовки во еден обичен верс. Си стои на своето. И тоа е многу битно. Тоа е лекција за сите артисти онака за понатака. Андре 3000 на албум на Kanye нема утка. Мега. Значи последен пат беше на Divine Council, луѓе сигурно не ги знаат, ама последен пат ја кога го имам слушаното Андре 3 беше на God Forgives I Don't, 16, Deep Cut од албумот на Rick Ross. Ако не знаете, слушнете, феноменална песна. Барем една од моите омилени на тој албум. Дефинитивно. Тоа беше тоа за Kanye. Се селиме на уште една трагична вест, Young Dolph. Rest in peace, Young Dolph. Ни умре пред викендов, таму петок или четвртокот, кога беше четвртокот? Штета. И со тоа што беше многу интересно, бидејќи буквално беше убиен во локал, тоест пред локал кој што е во посет на Јогари, а тие двајца имаат биф. Не велам, не фрлам конспирација, онака само е чудно, но не сваќам зошто е тоа така, го имаме зборено и предходно, и за King Von и за све тоа, бидејќи стварно го живеа тој живот, но еве Young Dolph го зборевме, баш го извади албумот нели пред некое време со Kid Glock. Ти ми го кажа, ја искрено Young Dolph го знам ко рапер, знам што све има направено, ги знам оние мали моменти во 2015-2016 каде што имаше баз некој и после го напуштив. Не дека искрено нешто сум слушал, нешто негова музика, ама штета е како и да е, бидејќи па беше еден од ретките артисти на пример кој што беше индепендент на свој начин. Тој го имаше тој рас момент, го имаше тој момент, ме разбираш, каде што си ги имаше своите мастери, и имаше само подпишано distribution deal и сега веќе после неговата смрт почнаа да излегуваат многу позитивни пораки за неговиот живот, што правел, како се враќал во неговото комјунити, како правел работи. Има да некој некаков Nipsey Hussle момент. Да, буквално. Rest in peace Nipsey Hussle исто така. Штета е, но на пример не знам, пак го живееш тој живот, не ме разбираш, тоа е Америка, ние не можеме да го сватиме тоа. За нас се само уште една бесмислена смрт.
Барем, не барем можеш да го според мене е сватиш. така. Не можеш не знаеш од кај доаѓа и тоа е тоа. И после тоа излега дека секој ден се убиваат нови луѓе од неговата банда или од другите банди, така да хаос е у Мемфис у моментот. Домино ефект никогаш не престанува тоа. Да, па и ова сигурно и последица на нешто такво од претходно и Сигурно. Кузне што мене е многу криво брат дека ја екшели почнав да го слушам Young Dolph последниве 2 години активно. Таму од 2020 кога фатија карантините, може и претходно почнав да го слушам, али баш кога фатија карантините се сеќавам оние првите, тогаш знам дека навлегов и на Moneybagg Yo поише, тогаш влегов и на Lil Baby поише и Young Dolph и Key Glock. Баш тој период го идеа во слушање, гледав филм, гледав фристайл кај Charlie Sloth, кај Тим Уествуд, преслушав тие микстейпи албуми кои беа излезени тој период, така да криво ми е дека баш сега го слушав. Албумот што му излезе 2020 летото, таму крај на летото беше, август-септември, исто го слушав, има мега хитови бенгери на него. И ми беше постојано во ротација, можам да кажам, баш направив срч на онаа плейлиста на што ја водам Iris Song of the Day, едно 4-5 песни имав од него стајано последнава година и пол, така да си го слушав и кога трчав и кога возев кола, микстейпот нов со Key Glock, Dumbest and the Dumbest, двојката, баш го слушав лето во кола река патував, има таму многу добри песни. Дури го зборевме на Пандемониум, мене ме натера да го слушнам онака, нели? И баш и критиката беше пошто не знаеме зашто е двојка, како која е континуацијата на сето тоа. Да, па да, се сеќаваш и ти, така да тоа инаку има интересна приказна која сакам да ја кажам тука на подкастот и сакам да го направиме поише биде ваков традиционален подкаст со некои причи интересни. Ја прв пат се запознав со Young Dolph кај синката дома у стариот стан у Капиштец. Седевме Trap the Fuck Up екипа и ја тоаш слушав малце поинаков саунд, они беа баш навлезени у The Real Trap Shit и ми ја пуштија 100 Shots. Ега, не може ли да ја сватам песната, од што беше многу, ајде речем, трап за мене. Беше многу real за мене, многу трае 5 минути, се гради едно 2-3 минути, уште го нема ни кик, нема ни бас, туку се надоградува лека по лека. Dreams and Nightmares момент. Да речеме така, но многу поинакво издание. И кога тогаш го онака го трна, викам, окей, ова ама не е за мене. Ми го пушта, го слушав. Тоа беше еден период кога се појавија многу SoundCloud трапери, многу лоши трапери за мој вкус. И го ставав и него во тој кош. Да, пошто не можеш да го изфилтрираш сето тоа, не знаеш како да го разликуваш едното од другото. Сега после неколку години му влагам ја пак на Young Dolph, можеби доби некој мејнстрим момент, баз, можеби потпише некој договор, не знам како стигнав до него, како почнав да го слушам, али бев као ова е добро. Се враќам да видам што има претходно направено, 100 Shots. И тука ми текнува ствари на целата, ми текнува на сетингот кога Синката и Марса ми пуштаа песни кои тоа за мене беа too much на некој начин. И као сега викендов и утепав во слушање и претходно ја слушав и 100 Shots, онака имам ставено еден микс таму што го правевме за Trap the Fuck Up. Едноставно години покасно ја осетив и многу ми е криво дека од сите овие рапери што умреа периодов, можам да кажам дека Young Dolph го слушам најмногу последниве години, дури повеќе од Pop Smoke. Pop Smoke кога умре уште го нема влезено како што треба. Баш тој период му влагав, а Young Dolph го слушам, да речеме години и пол сигурно, така да rest in peace Dolph. Дефинитивно штета. Дека последно брат. Штета. Никогаш не е. Тоа го реков ми претходниот пат, никогаш нема да биде и многу е голема штета. Мислам дека овде и веќе завршуваме со USA сцената, сакаме да се вратиме бидејќи луѓе што не знаат, зборевме и сакаме да се оддадеме онака и да на еден начин да се одолжиме на луѓето кои што овде творат музика и периодов дурне немаше, излегува доста албуми. Еден конкретно сега кој што ќе го спомнеме, кој што е долго очекуван и не знам како се сплотија боговите за конечно да искочи, бидејќи првиот драфт го слушнав лани ова време кога се снимаше и конкретно збориме за новото EP на Сам, Курчо и Глуми од Матра Куки, Втора Слобода, 5 траки,
Ја искрено многу му се радувам, но знаеш како? Година дена пројде од кога ја слушнав првата верзија, бидејќи онака и Глумија и Курчо сакаа да споделат, да слушнеме, да кажеме наше мислење. Ама знаеш како, кога ја слушам сега финалната верзија, се уште ми е мило, уште ми е убаво, бидејќи ова за прв пат Курчо не е Курчо. Многу е поразличен него ли претходно и мене тоа многу ми се свиѓа, бидејќи мислам дека Глуми го извади најдоброто од него. Интересна прича, овој проект е буквално склопен во еден ден, во 2 дена, каде што Глуми и Курчо се заглавија во студио, Курчо почна да пишува, Глуми почна да продуцира музика и е сосема несвојствено и за двајцата, бидејќи Курчо стварно сака да си го земе времето со својата музика, со своите текстови, стварно сака да си го на еден начин да си го ептен, не знам да го испрецизира, да го направи ептен да биде кој што треба, дур тој не каже дека е окей овде застанувам. Глуми од друга страна, ја знаеме неговата продукција, знаеме тој што све може да креира, знаеме дека и тој и на пример и ко Драги е онака на еден вид на човек кој што може да легне на било каков стил, може да не знам да го гушне онака и да си го направи свој, и продукцијата мене овде ми е извонредна, онака многу е поразлична него ли било што друго што имам слушнато. Исто. Курчо пее, тоа ми се свиѓа, не се плаши да си ги покаже своите онака вокали, го има тој мал Мек Милер момент каде што експериментира со тоа и многу ми се допаѓа. Курчо се поише влага исто така во продукција, каде што креира битови, добива пласмани со добри артисти и тоа ме радува сето. Ја овие работи ги знам бидејќи имаме дневна комуникација со Курчо и збориме за сите работи, ама многу ми е мило дека ова е онака род и плод на двајца артисти кои што си рекле ајде да креираме музика и во многу мал краток период седнаа, напишаа, искомпонираа музика и само требаше време и правиот момент за да ја достават на еден начин. И мене искрено многу ми се свиѓа самиот албум, бидејќи кој што реков, 2 артисти седнале, креирале музика, топе. Сакам да знам, бидејќи јас знам дека уште унапред знаев дека мене ќе ми се свиѓа, бидејќи бев онака. Ова е малце покарактеристично, па сакав тебе да те прашам. Како ти се свиѓа целиот проект, што мислиш за него, пошто и мислам дека и ти доби една early draft од целиот проект. Како ти се свиѓа? Кои ти се првите импресии од проектот? Гледај, најискрено првиот пат кога го слушнав, кога ми го пратија, беше нешто што не очекував ни од двајцата. Бидејќи инструменталите беа така некако акустични под наводници, нема електронски звуци, се гледа дека се е свирено, дали со инструменти, дали во програм, многу е по-смут, многу е по на некој начин лоу-фај саундот. И ми беше тешко да го сварам. Али како го заслушав повеќе пати, како целина, како песни, искрено ми е одлично парче музика и мило ми е дека и Глуми и сам се наоѓаат во оваа ситуација каде што двајцата си го варат подоброто од другиот. И одличен проект кој е перфектен за слушање по дома. Апсолутно. Ја ми тоа кој што кажа. Одличен албум за каталогот и кај двајцата. Бидејќи знаеме и Глуми што има извадено, знаеме и Курчо што има извадено, Курчо веќе почна и се спрема и за трет албум. Не знам, на пример конкретно нешто што сакав исто да те прашаме. Знам и овде го има во 2 наврати, како се чувствуваш за Drumless Beats? Брат, не се чувствувам добро искрено. И кога го слушав прв пат албумот и пито, баш тоа му кажав на Курчо, брат, ништо не се дешава. Овде влага нешто, има нешто. Кога мава тоа, кога ќе се деси крешендото. И првата работа што им кажав, бидејќи ја така сега размислувам на некој малце поинаков начин, е као дај да направиме ремикс нова. Дајте му на некој продуцент да направи ремикс нова. Да направи можеби трап ремикс нова. Бидејќи тоа е спора песна, ако не се лажеме, некаде околу 55 BPM. Многу добро влага некој еднаков бит како би влегол како Family Ties или како Shit од Future или како, значи онака. Така. Првата идеја ми беше дајте на некој млад продуцент да направи трап ремикс нова, каде што ќе има некоја градација, која крешендо, каде што има во еден момент ќе удри тука и ќе се случи секој што збориме и за Young Dolph и за Meek Mill, за Dreams and Nightmares. Као мислам дека таа песна може да се флипне, да се свичне и да се направи, да има и дури фестивалски момент, ако Курчо настапува на голем стејдж, да може да настапи таа верзија, бидејќи би донела многу подобра реакција. Иначе ова е перфектно да се изведе лайв, да се изведе во некој сешн, апсолутно.
Тоа е и планот, нема да откривам многу работи, се надевам дека ќе се случи тоа, но има токс за такво нешто, но чекаме тие двајца што ќе направат, па можеби и тие ќе кажат поише. Од друга страна, за луѓе што не знаат, зборевме за трагата Пустиња. Таа е без drums, потсеќа многу на Alchemist, на некои такви продуценти кои што и денес онака се уште го задржуваат тоа своето, и многу ми се свиѓа дека Глуми имал таков пристап. Овде не знам кој ги повлекол онака, ја повлекол креативната да нема drums, ама како и да е, мене многу ми се свиѓа бидејќи редок моменте овде на ова поднебје, на оваа наша култура, артисти да стварно да прават таква музика. А ништо посебно не. Тоа е обичен луп, само овде целата маестралност е во како ќе го флипнеш самиот луп. Овде мислам дека и одсвирено, значи не се ни работи за луп, така да го прави уште толку подобро каде што Глуми нашол некоја мелодија каде што тој може да ја отсвири, да ја лупни и Курчо да се пронајде на сето тоа, бидејќи рачуне дека тоа е 10 секунди луп, 12 секунди луп, целото тоа исто врти, само Курчо овде збори работи. И дава одлична база за Курчо да си каже тоа што има, и мене и тематиката многу ми се свиѓа. Како што кажав, пеењето има многу моменти. И не е Курчо, реков Курчо дека прв пат пее на ваков начин. Значи Курчо има Нови небе, има порано пеено, има Ден на огледало. Не е прв пат да пее, но некако прв пат вака пее. И Каролина Гочева, ако не слушаш, пиши ни, те молам, мора ремиксот да го направиме за Мислев знам све. Знам дека убив со тоа, премногу замарам, но мора да се деси тоа, не знам зошто, онака чувствувам дека Каролина ќе е правиот вокал за рефренот на Мислев знам све. Се надевам дека ќе најдеме контакт, ајде ќе пробаме. Мора. Мене ми јако да го направиме full circle момент со првата епизода лани, кога што го пуштиме првото касетно издание на Матра Куки, на издавачкиот лейбл на Глуми. И еве сега прва епизода од втората сезона, исто збориме за проект на Глуми на Курчо, проект кој двајцата го имавме преслушано претходно, излезе прав момент претходната недела за да го третираме тука, но убавото кажа ти прески имаме многу ствари за третирање од македонската сцена која беше многу плодна ова лето, посебно втората половина на него, но сакаме да посветиме една или повеќе емисии каде што ќе збориме за музиката која излезе и можеби ќе викнеме некој гостин кој извади проект оваа година, да позборуваме малку за него, бидејќи го држевме тоа некој непишано правило дека во првата сезона артистите и групите кои извадија проекти ги повикавме во живо или на Zoom да направиме муабет за тие. Така да влеземе само шема, планираме МК сцена спешал и да ја ревајвнеме малце плейлистата на Spotify. Сакаме да продолжиме со тоа, бидејќи стварно ни е битно онака, тоа сватив дека колку и да на почетокот кога почнавме со Пандамониум, велевме онака ја не слушав искрено толку македонска музика, претпоставувам дека во огромен дел и ти. Сега многу поише слушаме каде што можам да си пуштам албум, можам да го слушам тоа, да сватам, да видам што е, како е, без разлика дали е Курчо и да не ми беше другар, ќе го пуштев албумов пошто би сакал да слушнам. Имаше сега и концерт, не успеав да идам, заедно бевме истиот тој ден, ние заминати, така да не можевме да идеме таму, но сакаме да се одолжиме на еден начин, бидејќи ја искрено мислам дека заслужуваат луѓето кои што креираат музика да дојдат да си кажат, бидејќи верувам дека има нешто и позади музиката. Не може да е само музиката, туку мора да има и нешто позади. Ние сакаме да го дознаеме тоа позади, да видиме што е причината, како е процесот, од каде доаѓа, што ги потикнало, бидејќи реално да правиме муабет. Така музика во Македонија е многу тешка работа. Така да сакаме да го дознаеме сето тоа, се надевам и ќе ги поканеме и луѓето сите. Имаме веќе неколку на ум. Се надевам дека и со физичко присуство ќе биде сето тоа. Има и неколку продуценти, луѓе кои што треба да дојдат овде и треба да зборат за работи. Joe, we see you. И мислам дека ќе сме на пат да го правиме тоа и мислам дека не еден, ама повеќе МК Specials ќе продолжиме со тоа име да викаме и да даваме почит на луѓе кои што го заслужуваат тоа и кои што си имаат оставено своја стапка на културава, а ние сме го заприметиле тоа. И секојдневно работат и творат во оваа средина која не е погодна воопшто за... Што е најбитно. Да. Најбитно. Мора да ги вратиме во живост и плейлистите, МК сцена плейлистата да ја освежиме, другите плейлисти да ги освежиме, да го трнеме Пандамониум радио акаунтот од Iris Scratch акаунтот за да се добие своја вакво. Исто така, сако више збориме за ова, кога сме кај македонска сцена, сакаме да го прошириме тимот на Пандамониум радио, сакаме луѓе кои сакаат, кои имаат екстра слободно време да учествуваат,
да ни помагаат со курирање на плейлисти, да ни помагаат со снимање, со фотографирање на нашите подкасти, видеа и други ствари. Некој што можеби ќе сака да води социјални мрежи, ако не слушате, ако сакате да бидете дел од нашиот тим, пишете ни, регрутираме нова екипа оваа сезона, така да ова е прв јавен повик, ќе пишеме на социјални мрежи. Ова е работа која правиме ние од Кейв, не сме заработиле до сега ни денар за ова, се надам дека може и понатаму ќе заработиме. Ова е од културата, за културата, секој што сака да биде вклучен на било каков начин, добре дојден, да ни пише, да ни се јави, да ни дојде како гостин. Ќе му дајме и камерче ако треба, имаме сега, имаме микрофони кои не ги поземи глуми, уште лани, се уште се кај нас. Се уште се кај нас. Shout out глуми. Така да работиме со условите кои ги имаме и тоа е тоа. Имавме многу добра прва епизода од враќањево, многу теми за зборење ми фати пена устава. Исто. Но пред да завршиме мора да спомнам уште една ствар за која ми е многу мило. Денеска сме вторник, снимаме ова, утре ќе излезе, тоа е среда. Во четврток почнува пин конференција во МКЦ. Пин конференција е интернационална музичка конференција која постои веќе можеби не знам 10 години во организација на Паспорт продукција. Најчесто со пин почнува и целото тоа целиот период на Таксидат фестивал, тие неколку недели пин отварањето на Таксидат фестивал до главната вечер. Оваа година ќе се одржува 3 дена, четврток, петок и сабота. Многу ми мило дека првпат ќе бидам дел од панел. Односно првпат ќе бидам најавен како дел од панел. Пред 2 години бев како замена, во последен момент се убацив таму бидејќи јас одам на пин конференција секоја година откако постои во публика да слушам панели, да се запознам со луѓе. Таму доаѓаат луѓе кои работат на сцената од различни бранши, различни подбранши, од менаџери на артисти, клубови, организатори на фестивали, музички работници, бендови и така натаму и така натаму. Листата е огромна. Сега година одам, пред 2 години учествував во 5 до 12 ме качи на сцената да зборувам за трап, за мека тоаш беше Кикачу таму, беше Рексона од Басивити и уште некој, не се сеќавам точно. Оваа година ќе зборувам на панел во четврток на тема дигитална дистрибуција во Македонија наспроти светот, како што прават македонските артисти, што не прават како што треба, како може да научиме повеќе за поставеност во дигиталниот свет, дистрибуција, монетизација и слично. И ако не сум баш најпрофи во тоа, сепак имам некое знаење и можам да понаводници да репрезентирам за македонската сцена, бидејќи тоа е нашиот нише диджитал и слично. Апсолутно. И целиот прв ден, четврток, е поврзан со диджитал теми, диджитал поврзано со музика, поврзано со промоција, поврзано со сето тоа, така да ќе го поставиме линк, проверете, пријавете се, учествувате бесплатно, што е многу битно, секој може да дојде да учествува, да биде како гостин, само треба да се пријави однапред, така да има интересни теми, посебно за младите, мислам дека четврток е денот диджитал, петок и сабота има повеќе, да речеме, фестивалска организација и world music сцена. World music е една музика која е традиционална од сите делови на светот, со некои модерни флипови, така да четврток е ден маст за сите артисти, продуценти, менаџери на артисти, диџеи, продуценти на музика и секој што сака да научи нешто повеќе. Ќе поставиме линк, проверете ги темите, многу се интересни и има стварно квалификувани луѓе од целиот свет кои ќе дојдат да разговараат со вас, да презентираат работи. И ако ништо друго, со сите сте во иста просторија, у секој момент може да се запознаете со менаџерот, со букерот на Exit Festival, со букерот на Ziget, со менаџерот на некој бенд што оди на турнеја секоја година во Америка или во Австралија или низ Европа, куратори на програми, на клубови, на фестивали, милион ствари. Тоа е интересно дека пин конференција е важи за една од најважните конференции и воопшто и во Европа, онака издигната на такво ниво каде што е многу черишто од целиот тој свет. Така да дефинитивно многу ми е мило дека таму ќе си конечно панелисти, ќе збориш, знам дека имаш што да кажеш, бидејќи тоа беше и во дипломскиот труд, тоа беше на еден начин и тука зборено во Пандамониум и мислам дека стварно онака можеш да репрезентираш за тоа. Многу ми е мило, можеби се надевам понатака и тоа ни е план, бидејќи и не само на пин конференција, туку и на други да настапуваме ко дуо и не само ко панелисти, туку да си имаме своје каче каде што можеме да збориме за теми, бидејќи нас не ни е само од интерес музиката, но и
тоа што се случува позади. Тоа го реков, ме интересира причината, ме интересира заштото, ме интересира какото. Сакам тоа сето за се тоа да збориме. Знам дека можеме да си кажеме наш критички осврт на работите и во иднина се надевам дека и тоа ќе се деси. Се надам дека тоа ќе се случи, кога сме кој ова 25.11, ќе зборам за четврток, кој е Digital Day. Првото предавање е Everything I Do It For You. Се зборува за copyrights и сите права кои музичарите ги имаат, знаат или не знаат дека ги имаат, како да знаат, како да се однесуваат со нив, што е publishing, што е фонограм, кој е собственик на сите тие работи, што треба се прави, што не треба се прави. Тоа е првото предавање 12 часот, 12:45. How Deep Is Your Love, така се вика темата, NFT, како да извадиш албум со NFT, дали може да се случува тоа. Исто така понатаму има уште една тема која се вика Using Web 3.0 to Reinvent the Music Industry, значи како да се користат новите трендови на интернетот и новиот начин на користење на интернетот за reinvent, за одново и да се измисли да се измисли нешто ново како се функционира, така звучи интересно. SoundCloud, Apple, Spotify, YouTube, сето тоа. Уште едно предавање или панел, не сум сигурен, главни трендови и дебати во дигиталната музика. Значи се зборува за што како се прави, економијата на стримање, кои се собственици на права, индепендент артисти за кои ние многу често зборуваме. Така да тоа се сите овие теми кои ќе се случат во четврток на првиот ден на ПИН, и последниот панел е тоа што го напоменав, кој се вика I Will Always Love You, Box Match, Macedonia Against the World. Дојдете да видите разликата на сите нивоа, како се направат промени и како артисти, и како издавачи, и како продуценти, да научиме нешто како функционираат на запад, како може ние да движиме и да живееме подобро во дигиталниот свет. Апсолутно, пошто ни треба тоа. Мене ми звучат многу добра теми, искрено сум многу возбуден за четврток. Цел ден ќе бидам тука, пријавете се, дојдете, бидете дел од ова, разгледате ги сите ствари на pinconference.mk или пишете ни, ќе ви даеме линк да се пријавите и се надаме дека дојдете уште поголем број. Тоа е тоа. Мислам дека покривме многу теми, кажавме многу работи, и беше битно ова да биде вака, многу зборење, кој што каже и устата пена да не фате, бидејќи има многу a lot has bottled up in, мора да го извадиме некаде. Ова е нашата платформа, овде сме ние да збориме за работи и мораше да биде, можеби ќе биде подолго малце видеото него тоа што првенствено планиравме, но мислам дека на луѓе ќе им биде од интерес. Се надевам дека стигнале до овде да го изгледат ова, имаат чаптерс на YouTube, може да си гледат доколку нешто не ги интересира, ќе може да си скролнат и да си скипнат. Така да ова е тоа, мислам дека ова во ваков формат може да не очекуваат секоја среда. Ќе збориме на теми, музиката нема да биде изоставена. Ова беше само интро да дадеме и да кажеме што е, бидејќи и првиот пат беше така. Зборевме за кај сме, што сме, кои сме. Еве сме сега, луѓе веќе не знаат, но има и луѓе кои што не знаат, можеби прво видео ќе биде ова што ќе не гледаат. Многу е битно да знаеме кај целиме и многу ми значи ова, бидејќи само си поставуваме онака groundwork со кој што ќе идеме понатака. Така да, Даре, до следната среда. Ви благодарам многу што гледавте, ви благодарам многу што не поддржувате цело време. Ова е Пандамониум радио шоу, епизода 37, во нов формат, за последен пат го велам тоа и се гледаме следна среда, така? Тоа е тоа, фала ви многу, се слушаме, Spotify, YouTube, насекаде сме, пишете ни како конзумирате ова, како ви се допадна, ни треба вашиот фидбек, го вреднуваме, така да, фала ви многу уште еднаш. We out, Пандамониум радио шоу 37 in the books, втора сезона, почнуваме и се надам ќе продолжиме активно. Поздрав!